Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, по одржувањето на вчерашната седница на Совет на општина Струмица, на која беа донесени правилникот за начинот и условите на паркирање, времетраењето на паркирањето, односно неговото ограничување и означување на јавните паркиралишта од значење на општина Струмица, како и одлуката за утврдување на ценовникот на услуги на ЈП паркиралишта Струмица, јавното предпријатие заокружува една етапа на комплетирање на документацијата околу зонското паркирање и со тоа ќе премине на реализација на планираните активности. Во интерес на граѓаните ја свикавме оваа конференција за да ги потенцираме деталите во делот на организацијата на паркирањето и динамиката на реализација на зонското паркирање. Градот Струмица планирано е да биде поделен во две зони. Прва, односно црвена зона, ќе ги опфаќа улиците булеварот Маршал Тито и булеварот Ленинова, со назнака дека булеварот Маршал Тито ќе се протега на потегот од Глобал до фонтаната кај поштата, додека булеварот Ленинова во прва зона ќе ги опфаќа само делот од булеварот од Хотел Централ до раскрсницата со 24 октомври. Во жолтата, односно втора зона, ќе бидат опфатени следниве улици: булевар Гоце Делчев, од кружниот тек на булевар Гоце Делчев и улицата Балканска, на фонтаната кај поштата, до улица Климент Охридски на семафорите кај Жито Струмица. Булеварот Ленинова продолжува од прва зона и тоа од улица 24 октомври, тоа е раскрсницата кај Комуналец, и се протега се до излезот на Струмица кон Добрејци на пресекот со улицата Климент Охридски. Улица Балканска од фонтаната кај поштата до Евана Кец Струмица. Улица Гоце Делчев од улица Балканска, односно Хотел Илинден, до Старата чаршија, односно улица Маршал Тито. Улица Маршал Тито, цела Стара чаршија, од кружен тек кај Евана Кец Струмица до Хотел Централ. Улица Димитар Влахов од малиот градски парк до општа болница на улица Ѓуро Ѓаковик. Улица Боро Џони, тоа е улицата од улица Герас Цунев до улица Јосиф Јосифовски Свештарот, горе кај Стариот театар. И од крстосницата плоштад Маршал Тито, улица Сандо Масев и улица Благој Мучето до крстосницата плоштад Маршал Тито, улица Герас Цунев и улица Боро Џони, тоа е горнината од собранието до ресторанот Мал парк. И предвидени се два посебни паркинг простори во втора зона, тоа се паркинг просторите кај Партизан и паркинг просторот кај ресторан Летница. Организацијата на паркирањето ќе биде изведена во горе споменатите улици на начин да се овозможи паркинг место за сите граѓани, со предност на граѓаните во градот Струмица кои што живеат на местата каде што ќе се имплементира зонското паркирање. Со тоа, граѓаните чии што живеалишта или работни места се наоѓаат во наведените зони ќе може да се здобијат со повластен паркинг билет. Тоа е можност која што јавното предпријатие ја дава на сите жители кои што своите живеалишта, односно семејни објекти им се токму на овие улици кои што досега ги споменав, но исто така истите ќе можат да направат и резервација на паркинг места на своите возила. Повластен паркинг билет може да добијат и собствениците на деловни објекти кои гравитираат на подрачјето на зонското паркирање. За жителите на градот Струмица, чии што живеалиште се наоѓаат на подрачјето на зонското паркирање, ќе бидат обезбедени повластени паркинг билети за најмногу две возила, и тоа за прво возило во износ од 0 денари, односно бесплатно, исто како и досега, граѓаните кои што со своето живеалиште гравитираат на местото каде што се наоѓа зонското паркирање, нема да плаќаат паркинг место за своето возило, додека за второ возило ќе плаќаат паричен надоместок од 300 денари по месец. Повластените паркинг билети ќе бидат издадени на сите граѓани на кои адресата на живеалиште на собственикот на возилото по лична карта е идентична со адресата од сообраќајната дозвола. За собствениците на деловни објекти, чии што објекти се наоѓаат на подрачјето на зонското паркирање, ќе бидат обезбедени повластени паркинг билети за најмногу 3 возила,
додека за жителите кои што имат живеалишта беше за најмногу 2 возила, за оние чии што деловни простории се наоѓаат на подрачјето на зонско паркирање е овозможен повластен паркинг билет за најмногу 3 возила, и тоа за прво возило во износ од 1000 денари, за второ 2000 денари и за трето 3000 денари. Повластени паркинг билети ќе добие секој правен субјект доколку седиштето на упис во Централниот регистар е идентично со адресата од сообраќајната дозвола на моторното возило. Повластувања се предвидени исто така и за физичките лица вработени кај правен субјект, кој со своето седиште гравитира на јавната површина наменета за паркирање. Лицето може да се здобие со повластен паркинг билет ако докаже со потврда дека е во постојан работен однос кај правниот субјект, во која потенцирам дека ќе се бара работното време на вработениот во таа деловна единица и ќе важи повластениот билет само во текот на работното време и ќе донесе М1 и М2 образец. Цената на повластен паркинг билет за вработените кај правен субјект ќе биде 500 денари по месец. Лицата со посебни потреби исто така ќе се стекнат со повластени паркинг билети. Во координација со Сдруженијето на лица со посебни потреби заеднички дефиниравме паркинг места со цел да им излеземе во пресрет на нивните барања и согласно законските нормативи обезбедивме 22 паркинг места кои ќе бидат обележени токму за нивните потреби. Овие паркинг места ќе го имаат третманот на резервирани паркинг места и доколку корисниците не се лица со посебни потреби, истите ќе бидат отстранети, а паркинг местата ќе се чуваат празни. Резервирано паркинг место може да добие секој барател на паркинг место во зависност од потребите на корисникот и капацитетот на слободни паркинг места на јавното паркиралиште, и резервираното паркинг место организаторот на паркирањето се обврзува да го чува празно и да се користи само за потребите на корисникот, заради тоа и цената и во зона А и во зона Б е повисока. Во делот на плаќањето кај организираното паркирање, истото ќе се врши на 2 начини: по пат на SMS порака преку мобилен телефон на телефонскиот број 144144 и преку паркинг греб картичка. Во црвената зона, односно во зона А, паркирањето ќе биде ограничено на максимум 2 часа, односно 120 минути. И истото ќе изнесува 30 денари по час, додека паркирањето во жолтата зона ќе биде неограничено и ќе изнесува 20 денари по час. Паркирањето ќе биде организирано од понеделник до петок од 07 до 21 часот во работни денови и сабота од 7 до 17 часот. Недела и државни празници паркирањето е бесплатно во текот на целиот ден. Она што особено сакам да го потенцирам е дека со отпочнувањето на зонското паркирање ќе следува еден период на адаптација во трајање од 10 на 15 дена, во кој паркирањето ќе се врши исто по пат на SMS и со греб карти, но нема да се врши наплата за користењето на паркинг местото. Целта е граѓаните да се информираат за начинот и можностите кои ги имаат во делот на организираното паркирање, но и да стекнат навика во делот на користењето на паркинг местата и поделеноста по зони. Целта ни е и со тоа да придонесеме да се воведе организација на сообраќајот во мирување, како и да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот со овозможување повеќе паркинг место за сите.